Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Македонската берза, господинот Иван Штериев. Господине Штериев, доколку направиме краток осврт на она што се случуваше во 2008 година и ако продолжи трендот на опаѓање на берзанските индекси како што тоа се случува во јануари, може ли да се очекува поактивно тргување во текот на 2009? 2008 година беше една радикална пресвртница во негативна линија, во смисла на тоа што прометот се намали годишен за околу 70%, главниот индекс МБИ-10 исто така падна за околу 73%. Причините за тоа се комплексни, но сепак главно влијание е силината на светската финансиска криза која преку регионалните инвеститори се почувствува и на нашата берза. Од тука е веќе одговора за 2009 година. 2009 година ќе биде година на преоценување на настанатите состојби. Дефинитивно инвеститорите и домашни и странски многу внимателно ќе следат како котираните компании и другите компании кои се тргуваат на берзата ќе се прилагодат на овој нов амбиент за стопанисување, какви ќе бидат макроекономските показатели. Во секој случај, тоа е глобално пред се ќе важи, но ќе натангира и нас, следува период на преоценување на концептите за вреднување на средствата, тоа значи на цените на хартиите од вредност во нашиот случај. Инвеститорите ќе бидат со помали очекувања него во претходниот период на берзански пум, а нивните одлуки ќе бидат порационални, сите ќе очекуваат добри вести, но во секој случај ќе се реагира попредпазливо него во претходниот период. Веќе споминавте дека се комплексни причините кои што довеле до оваквата ситуација, но сепак може ли да ги лоцираме главните виновници кои што придонеа за падот на вредноста на акциите? Она што е битно тука да се одговори е дека цените на акциите, цените на хартии од вредност, на среден и на долг рок се базираат на финансиските и оперативните перформанси на компаниите со чии акции се тргува, и тоа е аксиома, но од друга страна на краток рок, а посебно во вакви турбулентни економски ситуации, одлучувачки фактор се односите на понудата и побарувачката кои се создаваат на пазарот, а со тоа врзано и психолошките реакции и проценки на инвеститорите. Со други зборови, вишокот на побарувачка во дадени моменти, не само на македонската берза, на сите пазари, креира позитивен сигнал и тогаш вообичаено доаѓа до раст на цените, а кога ќе се сменат односите, како што се случи во 2008 година, односно кога побарувачката нагло ќе спласне, доаѓа до обратни трендови. Психологијата тука врши влијание во правец на тоа од типот на инвеститорите кој колку во дадени моменти проценува дека треба да престане да купува или да почне позасилено да продава и така натаму. Неколку пати ја споминавме светската финансиска криза, македонската берза не е имуна на таквите влијанија, но во секој случај, каде ја гледате перспективата за тргување во услови на светска финансиска криза? Па дефинитивно нашата берза, нашиот пазар на хартии од вредност е максимално вклопен во финансиските текови регионални, а од тука преку регионот и со глобалните текови. Значи, помина она време кога нашиот пазар беше автархичен, значи имаме висок степен на интеграција, што во принцип е нов квалитет и добар потенцијал. Сега во услови на вакви турбуленции, тоа значи и увезување на некои екстерни шокови, како што покажа минатата година, но во принцип опоравувањето на светските и регионалните берзи ќе се почувствува и кај нас. Друга работа е со која динамика тоа ќе се врши пошироко од македонска берза. Како што реков, пазарите се циклични, значи се менуваат тие периоди на експанзии и на стагнации. Од тука оптимизмот секогаш може да преовлада и инвеститорите повторно да ги препознаат примамливите можности да ги обладат своите средства преку вложување во
акциите што се тргуваат на македонска берза. Креаторите на економската политика исто така тоа го посакуваат и го дизајнираат, повторно зборам поопшто него за Република Македонија, на секаде и останува заедно да видиме во кој правец тоа ќе оди во наредниот период и со која динамика. Господине Штариев, колкаво е учеството на странските инвеститори на македонската берза и дали забележавте нивно повлекување со падот на цената на акциите? Тие податоци, располагаме со тие податоци, тоа се податоци чиј извор е Централниот депозитар за хартија од вредност, но ние ги публикуваме на месечно ниво во нашите статистички билтени. Нормално, јануари ги имаме бројките за целата измината година, значи на ниво на 2008 година ефектот од влезот и излезот на странските инвеститори на берзата е еднаков, значи имаме нулти ефект. Некаде околу 70 милиони евра од куповната страна на прометот, странците учествувале во 2008 година и идентична бројка од продажна страна, значи околу 40% од прометот или 70 милиони евра, значи нулти ефект, нема ни влез ни излез. Друга работа е што тоа структурно може да се анализира, имаше неколку поголеми трансакции при откупи на неколку банки и компании и така натаму. Во јавноста се шпекулира дека еден од најголемите проблеми со кои ќе се соочи берзата ќе биде слабата ликвидност. Реални ли се ваквите проценки? Значи, во ситуација кога го имаме оној позитивен циклус, прометите се зголемуваат, ликвидноста е помал проблем, и спротивно, во периодите на стагнација, ликвидноста се нагласува како поголем проблем. Кај берзите две работи се битни, тоа се цените на хартиите и прометите, тоа е индиректно ликвидноста. Покажано е на други развиени пазари дека колку поголем е обемот на тргување, колку поголема е обртот и ликвидноста, толку поблизу е можеби пазарот до некаква пресвртница и премин од еден циклус во друг циклус, така да тоа ќе биде индикатор кој ќе го следиме во идниот период. Минатата година македонската берза неколку пати интервенираше со ограничување на падот на индексите. Дали беше неопходна ваквата одлука и колку тоа го подобри тргувањето на берзата? Па да, тука треба прво да се подсетиме што е основната функција на берзата. Таа е пред се организатор на пазарот и место каде што се спојуваат понудата и побарувачката за одредени типови на хартии од вредност, во нашиот случај пред се на акции. Од тука таа има како берза ограничен инструментариум на делување при формирањето на цените. Значи, пред се цените ги формираат инвеститорите, ние само им помагаме инфраструктурно. Ценовите ограничувања ги воведуваат сите берзи во дадени по екстремни околности и кога цените одат во нагорна линија и кога цените одат во надолна линија. Целата идеја е во дадени услови на инвеститорите да им се даде шанса малку по обмислено и потрезвено да ги донесуваат своите одлуки, значи да не се дозволи, да поентирам на крај, во еден трговски ден флуктуации од, не знам, плюс 60 или минус 40%, затоа што сепак од вчера до денес не се случило нешто толку многу битно најчесто. Од тука сите берзи имаат вакви правила, кај нас тоа неколку пати се менуваше, сега во моментот имаме дозволени флуктуации од плюс-минус 10%. За самиот крај, очекувате ли дека ќе се повтори 2007 година, кога имаше бум на македонската берза? Дефинитивно очекуваме. Вистинското прашање е кога ќе се повтори. Господине Штариев, ви благодарам што бевте наш гостин. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување до следната недела.